Насловна страна на денешниот дневник. Охридските советници го изгласаа ребалансот на буџет. Буџетските средства за територијалната противпожарна единица доволни за нејзино функционирање до крај на годината. Засилени безбедносни мерки во Охридско-Струшкиот регион за илинденските празници. Македонија во жолта ковид фаза. Осум лица синоќа загинаа во пожарена зграда во Москва. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево и топло време со дневна температура до 31 степен Целзиусов. Во текот на ноќта петок кон сабота ќе превладува ведро и топло време. Утре на Централна Европа и областа од североисточна и северозападна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и температури кои што се во опаѓање и ќе бидат невообичаено ниски за овој период од годината. Во останатите предели од континентот претежно сончево и топло време. На Балканскиот полуостров ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Во северните и централните предели умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и температури кои што ќе бидат во опаѓање. Максималните дневни ќе се движат од 25 до 37 степени. Во Македонија во сабота не очекува сончево и топло време. Минималните температури ќе се движат во интервал од 13 до 23 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 28, односно до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 33 степени. Во недела претежно сончево време со локална облачност и дневна температура до 28 степени. Во понеделник и вторник по свежото утро со температура од 15, односно 14 степени. Во текот на денот сончево и топло со дневна температура до 28, односно до 30 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш за доволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Усвоен ребалансот на буџетот за 2022 година. Опозицијата упати забелешки дека се кратат средствата за капитални инвестиции. Власта пак смета дека со ребалансот се постигнува подобар живот на охриѓани. Охридските советници го усвоија ребалансот на буџет за 2022 година на општина Охрид. Опозицијата пофали некои реализирани програми, но искритикува повеќе кои претрпеа измени со ребалансот на буџетот. Дадоа поддршка на програмите во основното и средното образование, во детската заштита, социјалната и здравствената заштита. Во забелешките пак најголема критика упатија за програмата за култура. Се отстранува проект за реконструкција на домовите за култура во населбите Радојца Новичич и Горно Лакочереј, а во глобална економска криза за луксус се доделуваа 20.000 евра за фестивал Вино и музика, кој не ја отсликува традицијата на Охрид, рече Живка Ангеловска, координатор на советничката група на СДСМ и коалицијата. Советничката го посочи кратењето на средства во програмата за уредување на градежно земјиште, каде се намалуваат капиталните инвестиции за износ од над 25 милиони денари. Се намалуваат предвидените средства во износ од милион денари. Новата локална власт ни најавуваше дека она што ќе им представува предизвик и што ќе го исполнат ќе бидат донесување на што повеќе урбанистички планови, односно дури беше најавено бум на урбанистички планови, за што беше формирана и посебна комисија и од натрешни и од надворешни членови и за прв пат беа исто така едни значително големи суми дадени како надоместок на членовите на тие комисии. Консеквентно на тоа, за очекување е да имаме и поголем ефект во оваа програма, во најмала рака да го зголемуваме буџетот во оваа програма, а не да намалуваме за милион денари. За власта пак ребалансот на буџетот за 2022 година значи постигнување повисок квалитет на јавните услуги, економски одразови и подобрување на животниот стандард на охриѓани. Перчо Божиновски, координатор на советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, кажа дека локалната самоуправа покажала успешно справување со проблемите и потребите на граѓаните. Со ребалансот на буџетот се зголемуваат средства за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќајот, изградба на сообраќајна сигнализација, изградба на системи за водоснабдување, изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води, културни манифестации и творештво, основно и средно образование, капитални расходи за средно образование и спорт и рекреација, како и унапредување на здравствената заштита. Со ребалансот се обезбедуваат средства со цел да се подобрат условите за живење во Охрид, напомена Божиновски. Наведе проекти кои со ребалансот на буџетот ќе се реализираат, како што се програмите за градење пречистителна станица во Трпејца, водоводна линија во Лескоец и пумпна станица во Шипокно. Меѓу другите предлог одлуки советниците ги усвоија и предлог одлуката за усвојување на програмата за работа на Советот за заштита на потрошувачите и предлог одлуката за отстапување на користење паркинг простор од општина Охрид на јавното предпријатие Билјанини извори. Со ребалансот на буџетот се пренаменија дел од средствата предвидени за потребите на територијалната противпожарна единица. Според заменик командирот на службата, средствата кои остануваат да се искористат до крајот на буџетската година се доволни за нормално функционирање на пожарната. Со ребалансот на буџетот на општина Охрид, советниците изгласа и кратење на средствата во износ од 1 милион денари, кои беа наменети за ново теренско возило за територијалната противпожарна единица. Пред советниците, заменик командирот на единицата Коста Кузмановски појасни дека службата ќе го добие неопходното возило како донација од дирекцијата за заштита и спасување. Овие средства што беа за теренското возило, значи ги пренаменуваме за изработка на ПВЦ дограма и индустријски врати. На противпожарниот дом, не знам колку сте запознаени, целата дограма е од 1953 година. И во такви услови, значи, функционираме и мислам дека крајно време е веќе да се да дојде до промена и да се променат условите
за вработените воопшто да можеме да функционираме. Во буџетот за 2022 година беа предвидени средства од над 9 милиони денари за единицата, што е најголем износ на средства во подолг период. Со новиот ребаланс остануваат уште 6 милиони 810 илјади денари, кои доколку се искористат, според Кузмановски се доволна единицата нормално да функционира до крајот на годината. Тој ја откри намената на дел од средствата. Се предвидени 140.000 денари за промена на електричната инсталација, која што исто така е во катастрофална состојба и по инспекцијскиот надзор од страна на Дирекцијата за заштита и спасување беше наложено истата да се поправи. 60.000 денари имаме предвидено за поправка и одржување на тековните работи на објектот. Во територијалната противпожарна единица мора да се вложува после долги години нејзино запоставување. Кузмановски пред градските избраници посочи дека 30 години не се набавени униформи за гасење шумски и други пожари. Се досега опремувањето беше врз основа донации од дотраени униформи за кои прашање и дали се функционални, а со тоа се изложуваме на опасност сите вработени во единицата, кажа заменик командирот. Полицијата со засилени безбедносни мерки ќе се грижи за јавниот ред и мир во двата туристички центри на брегот на Охридското езеро. За време на иленденските празници, Охридско-Струшкиот регион по традиција бележи рекордна посетеност, токму тогаш се случуваат и најголемиот број нарушувања. Во пресрет на иленденските празници засилени полициски контроли во Охридско-Струшкиот регион. Во шпицот на сезона, голем број полициски службеници од овој регион, но и од други градови ќе се грижат за безбедноста на брегот на Охридското езеро. Огромен број туристи деновиве престојуваат во туристичките центри, токму затоа акцентот ќе биде ставен на одржувањето на јавниот ред и мир и спречување на нарушувања. Полициските службеници ќе бидат фокусирани на неколку сегменти од полициското работење со цел безбедносната состојба и понатаму да биде стабилна и поволна. Имено фокусот ќе биде ставен на одржување на јавниот ред и мир, елиминирање на сите можности за нарушување. Во услови на значителен пораст на бројот на возила и метеж во сообраќајот ќе има и повеќе контролни пунктови. Од полицијата апелираат возачите да бидат внимателни, особено при доаѓањето кон Охрид и Струга на патниот правец од Кичево, кој се уште е во изградба. Во таа насока напоменувам дека не само кон туристичките локалитети, туку и во централното градско подрачје и во другите населени места ќе бидат поставени засилени сообраќајни безбедносни пунктови со цел сообраќајна стабилност, редот во сообраќајот да биде на едно исклучително високо ниво. Илинденските празници по традиција го одбележуваат шпицот на летната сезона, кога двата туристички центри на брегот на Охридското езеро имаат рекордна посетеност. Токму во овие денови се случуваат најголемиот број нарушувања. Во земјава нема регистрирано случај на мајмунски сипаници, а Институтот за јавно здравје располага со доволно тестови за дијагностицирање на оваа зараза, изјави денеска министерот за здравство Беким Сали. Во поглед на ковид бранот, Македонија е во жолта фаза. Од аспект на оптоварување на здравствениот систем со ковид пациенти, држава е се уште во жолта зона, истакна денеска министерот за здравство Беким Сали. Според министерот, ако се земат предвид моменталните бројки во сите инфективни одделенија во државата и искуствата од минатото, ситуацијата со пандемијата во државата се уште не е загрижувачка. Можам да дадам и бројка која што вели околу 100 пациенти, помалку од 100 пациенти се во сите инфективни одделенија во државата, што за пандемијата од искуството од минатото вели дека се уште сме на оптимистички дел, односно жолтата фаза на развој на пандемијата. Министерот апелираше граѓаните со хронични болести да се вакцинираат со трета и четврта доза од вакцините против COVID-19. Иако сме оптимисти дека врз системот нема оптовареност, немаме ниту еден пациент кој што е на интензивна нега, нити па зависни од кислород. Значи, клиничката слика е многу блага во моментот. Меѓутоа, ние не треба да дозволиме да предизвикуваме некакви компликации кај пациент, затоа ги правиме овие апели. Би побарал да бидеме внимателни со комуникација со евентуално
инфициран. Нови ковид препораки од Комисијата за заразни болести се очекуваат денеска. На денешната седница на Комисијата за заразни болести ќе се дискутира и за мајмунските сипаници. Министерот за здравство Беким Сали објави дека Институтот за јавно здравје располага со доволно тестови за дијагностицирање на овие сипаници. Министерот добил потврда од националниот координатор за имунизација дека државата има на располагање вакцини доколку се појави случај на оваа заразна болест. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Постои опасност да му биде одземена лиценцата на рускиот весник Нова газета. Еден од малку преостанатите независни медиуми во Русија е под закана откако тамошното тело за надзор на медиумите побара да му се одземе лиценцата на незината веб страница и печатеното издание. Руската агенција за цензура Роскомнадзор побара потврда на регистрацијата на Нова газета да биде прогласена за неважечка, се вели во соопштението од вчера. А поради тоа што редакцијата не го доставила својот уреднички статут во временската рамка утврдена со законот за медиум, изјави агенцијата за рускиот медиум РБЦ. Соопштението беше објавено откако весникот доби 2 опомени за наводни прекршувања од Државното тело за надзор на комуникациите, а медиумот соопшти дека ќе се бори за своите права на суд. Најмалку 8 лица загинаа синоќа во пожар во зграда во Москва, соопштија руските власти, прецизирајќи дека пожарот избувнал во хостел. Првичните податоци укажуваат и дека уште 4 лица се хоспитализирани. Спасувачките служби посочија дека пожарот го зафатил најнискиот кат од 15 катницата, а евакуирани биле над 200 луѓе. Решетките на прозорците ги спречија луѓето да се спасат. Ова е главната причина за смртните случаи, изјави Андреј Румјанцев, привремен шеф на спасувачките служби во Москва. Тој додаде дека алармот за пожарот во хостелот не се вклучил, а при контролите на зградата во 2019 година и во јуни оваа година биле констатирани прекршувања на безбедносните стандарди. Парламентот на Молдавија гласаше за продолжување на вонредната состојба за 60 дена, откако владата рече дека се уште и се потребни посебни овластувања за да се спречи со последиците од руската инвазија врз Украина. Премиерката Наталија Гаврилита им рече на пратениците дека постојат континуирани ризици за енергетската и граничната безбедност и потребата да се управува со протокот на бегалци од Украина. Таа рече дека ризиците за Молдавија поради војната во Украина остануваат високи. Продолжувањето ќе стапи во сила на 8 август и ќе продолжи до 8 октомври. Американскиот State Department одобри потенцијална продажба на борбени авиони F-35, муниција и соодветна опрема за Германија во вредност од околу 8,4 милиарди долари, соопшти Пентагон. Германија во март објави дека ќе се купат 35 американски борбени авиони F-35 за да ги замени незините стари авиони Торнадо. А главни изведувачи на договорот се Lockheed Martin, Boeing, Raytheon Technologies, соопштува Пентагон. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.